Богата културна програма забележа годинава оркестарот Симфониум при Средното училиште Гимназија Гоце Делчев. Какви се настани се реализира изминативе 11 месеци, како се задоволни од настапите, ке слушнеме од диригентот на оркестарот, професорот Филип Петровски и членот на оркестарот Димитар Димитриевски, кој подоцна ќе ни се придружи во студиото. Професоре, добро вечер и добре дојдовте во нашето студио. Добро вечер на сите гледачи на ТВ+. Пред се една голема благодарност до вашиот тим на ТВ+, за вашата покана за гостување на ова интервју. Пред се сакам да искажам една голема благодарност за сите досегашни реализирани активности, концерти до нашата музикална општина, ако имаме музикална општина, имаме музикален град. Благодарноста први ја опатувам до нашиот градоначалник Максим Димитриевски, до Советот на општината и до сите што застанаа зад нас во сите досегашни проекти. Така. Еве сме пред крајот на 2022 година. Како сте задоволни од она што е зад вас? Значи, организиравте, но и настапувавте на многу настапи. Дури сега можам да направам една ретроспектива, една обсервација се до сега што сме поминале во неполни 12 месеци. Ке почнеме од почеток хронолошки, значи годината е започнала со еден многу убав настан. Станува збор за честување на Свети Трифун на 14 февруар оваа година. Зад нас застана општината и Фондацијата за спорт и култура, каде што обележивме еден така убав ден. Граѓаните има можност да посетат еден настан од Пиноков тип со класична музика во спој со популарни македонски и странски хитови, се со цел да уживаат во така една богата уметничка музичка вечер. Од настап во настап и очекувано и неочекувано работите почна да се разгрануваат. Потоа имавме можност да настапиме по покана на млади амбасадори за денот на жената пред платона Нуцк Трајко Прокопиев. Од тука исто така добивме повик од општината. Тоа е еден многу интересен настан, исто така неочекуван, не беше во планот на нашите реализирани концерти до тогаш. Станува збор за денот на унгарците. Тоа беше еден затворен тип на концерт каде што амбасадорот на Унгарија, господин Ласло Дукс, не покани да настапиме за нив во Занечиски дом. Тоа беше едно ново искуство и за мене како професор, како диригент и за учениците. Тука на тој настан имавме богата музичка програма, каде што познатиот фамозниот унгарски танц број 5 од Јоханес Брамс го навежбавме за неполни 5 дена и со тој настан буквално направивме една убава атмосфера, имаше многу позитивни критики. По тој настан за некои 2 недели добив повик од амбасадорот на Унгарија, каде што не покани да свириме на 27 мај во Скопје во Музеј на народна борба за сите амбасадори на Европска унија. Тоа беше чест и за мене и за професорите од нашата гимназија, за целото училиште, за целиот град. Буквално бевме едни млади амбасадори ние од Куманово, каде што ќе го промовираме нашиот град со нашата музика пред светските луѓе во самиот музеј. Така, убава можност за промовирање на градот и на... Да, потоа исто така добивме повик од едно здружение за прв интернационален меѓународен фестивал на класична музика. Станува збор за фестивалот Одеци, што по прв пат се одржа во нашиот град, во нашата држава, токму во Куманово. Во чест на основоположникот на класична музика во Куманово, тоа е нашиот ценет композитор Трајко Прокопиев, и тука имавме можност со неколку месечно спремање да настапиме со музика на Трајко Прокопиев. Станува збор за една митолошка приказка преку балетот Лабена и Дојрана и негови хорски композиции Кумановка 2, што се доста добри познати на македонската сцена, каде што во Куманово за прв пат по децении време беше изведен токму балетот Лабена и Дојрана. По Лабена и Дојрана имавме едно интересна соработка со Ерасмус проект, со гости од Хрватска, Турција, Германија, каде што настапивме заедно
како целосен оркестар, Global Sound проектот во Занечевски дом, и тука сите заедно со нашите гости, нашите ученици има можност да имаат едно големо искуство со целосен симфониски оркестар. По тој Global Sound проект исто така имавме многу настани од типот на промоција на книги, разноразни отварања на фирми во Куманово, исто така имавме можност чест да направиме една поинаква атмосфера при отварање на една фирма во Куманово. Потоа добивме исто така покана за свечена седница на град Куманово од нашата општина, од нашиот градоначалник Максим Димитриевски, каде што така гордо застанавме на сцената и изведовме химната на нашата држава пред се, и тоа навистина беше еден многу убав момент со децата да се представиме на таков начин и ние како училиште и за градот Куманово. Потоа добивме покана гостување преку Erasmus проект за концерт во Хрватска. Тоа беше едно ново искуство за целиот оркестар, каде што гостувавме во Хрватска 7 дена. Станува збор за градот Загреб, за Карловац, и таму навистина имавме едно многу убаво искуство со моментот што морам да го потенцирам, да ставам акцент на тоа дека во Хрватска, во Карловац, на тој концерт за прв пат ми беше желба, вулканска страст имав да направам таков концерт со таква програма, каде што нашите двајца композитори кумановци, Трајко Прокопиев и Миодраг Божиновски, во една така музичка симбиоза настапивме со нивни дела, значи со Лабена и Дорена и со Куманово во срцето, во аранжман на неговата ќерка Магдалена. Верувате или не дека тој концерт помина прекрасно, иако не ја знаеа песната, не го знаеа текстот, пееа со нас во публика, и тоа за нас беше едно така прекрасно доживување со многу емоции на сцена, и како горди кумановци застанавме зад пултевите и уживавме во музицирање во таа вечер. Исто така сакам да спомнам голема благодарност до ВД директорот на Фондација за спорт и култура, еден млад директор Марио Рангеловски, кој има слух, има сенс за класична музика, и со негова подршка, на негова иницијатива, настапивме на нашиот традиционален меѓународен тамбурашки фестивал ова лето во август, каде што ние бевме тие рамо до рамо со светските звезди кои настапи таа вечер и втората вечер. Имавме можност, чест, привилегија да го отвориме самиот фестивал во спој со класична музика и народни песни. Исто така тоа беше едно прекрасно доживување, еден новитет од страна на симфониум, на нашиот оркестар, на нашата гимназија. Честитки, Филип, значи веќе сте и препознатливи, нема сомнеш. Кој настан би го истакнале? Кој ви остави најголем впечаток? Ова е тешко прашање покрај толку големи настани што ги имавме, но ќе пробам да одвојам и да потенцирам исто така дека кога имавме патронат за нашето училиште 4 мај во чест на Гоце Делчев, напишав едно сценарио интересно, каде што нашиот ученик Дарио Тодоровски, кој свира на гитара, беше маскиран во самиот Гоце Делчев со бркови, и тоа беше еден така многу автентичен, многу оригинален настап, каде што покрај музика имавме и еден вид на мюзикл со сценарио, со глума, така една кохезија на музика и драма на сцена. Тој настап би го одвел така кој што беше многу интригантен за самата публика, за самите гледачи на патронатот, каде што беше во интеракција, значи вклучив и публика да биде дел од самото сценарио за нашиот патронат, каде што сите на еден неочекуван начин многу прифатија тој предизвик така спонтано, и тој патронат помина многу убаво. Исто така би сакал да одвојам и за 8 декември за Свети Климент Охридски. Имавме еден настап со духовна музика, каде што изведовме едно дело за пофалба јавно тука до учениците, застана храбро, смело за пултевите, ме послуша во сите мои намери. Станува збор за сарабанда која
Има обележено таа барокна епоха од 150 години и тоа дело е најзначено 400 години старо, каде што смелите ученици, музикалните, талентираните наши ученици го изведоа тоа дело скоро до перфекција. Навистина тоа беше момент за паметење и така би го одвел како еден момент што ни остава длабока трага, не мотивира, не стимулира, не нараснува како музичари, мене како професор, како нивен диригент, нив како млади музичари на град Куманово. Исто така би го одвел и моментот Одеци фестивалот во чест на Трајко Прокопиев, каде што тука премиерно настапивме со неговиот митолошки балет Лабени Дојрана. Имаше голем аплауз, многу емоции, солзи на сцена, солзи во публика. Тој момент остави исто така белег. Рековте еден, јас направив два, ќе се земам заправо уште еден. За пофалба. Третиот би го спомнал во хрватска настава. Тој по мене исто така многу емотивно со наша кумановска музика, бидејќи алудирам за нашите композитори да бидат на сцена прикажани, отсвирени и кумановската публика, да се запознае со нашата музика која што е рамо до рамо со светските композитори, бидејќи Трајко Прокопиев може да кажеме дека е нашиот Моцарт, нашиот Бетовен, и заслужуваат тие дела, заслужуваат и кумановчаните како наши сограѓани да знаат за самиот наш опус на класична музика. Така, Филип. Кои се плановите за наредната година? Сакам да започнам со еден план кој моментално е во крајна фаза на изработка. Станува збор за завршен тендер на јавни набавки во нашето училиште. Тука сакам да упатам една голема благодарност за нашата директорка Марија Тодоровска, која што има расширени раце, неминовна поддршка, сен за музиката, бидејќи самата е професорка по музичка уметност, каде што застана за секој наш проект во училиште, вон училиште, за сите наши патувања, сите наши идни планови, каде што со заеднички разговор, диалог, одлучивме повторно да го вратиме онлайн радиото во нашето училиште, радио преку кое ќе бидат информирани сите ученици за сите настани, за сите случаи по сите предмети во нашето училиште и во градот, и така самата комуникација, тој маркетиншки дел за публикации и слично, ќе допре до сите ученици и до нашиот град. Тоа е еден голем подвиг и тука исто така концепирав нешто што се нарекува културен информатор. Сакам да вклучам една културна програма од класичен тип, од страна на еден времеплов, каде што самите ученици, самата гимназија ќе не биде уште помузикална. Така да, тендерот е завршен и мислам дека од месец јануар, кога ќе почнеме со второто полугодие, тоа онлайн радио ќе биде во функција и ќе служи за помузикално училиште. За идните планови исто така сакам да потенцирам, сакам да кажам дека сега наборго во месец февруар имаме гостување на оркестарот Симфониум во Турција, во Истанбул, каде што ќе се представиме со наша музика, со композиторите Трајко Прокопиев и други познати македонски народни песни. Овој пат ќе имаме два концерти во германски конзулат во Истанбул и во турски конзулат во Истанбул. По Турција имаме неколку концерти договорено уште од сега за наредна сезона. Станува збор, повторно чествување на Трифун, Денот на Европа, Одеци број 2 во чест на Трајко Прокопиев, и исто така што е вреди да се спомене, станува збор, имаме гостување во Германија со нашиот оркестар, каде што 7 дена ќе имаме една работна атмосфера со 3 концерти во рок од 7 дена. Потоа имаме покана од едни гости што ни беа во училиштето за во градот Лакила, Лакуела, каде што ќе имаме можност, чест да имаме едно патување во Италија, каде што како млади амбасадори на град Куманово преку класичната музика ќе допреме до слушателите и во Италија. Филип, ти благодарам на гостувањето и ви посакувам многу успеси за во иднина. Благодарност и до вас, благодарност до вашето студио. Се надам дека ова интервју беше за уживање. Овде со нас е и членот на оркестарот Димитар, кој е дел од ударната секција. Димитар, добро вечер. Како си задоволен од функционирањето на оркестарот? Како течат подготовките? Најпрво, добро вечер и на вас. Благодарам за поканата. Јас, кога стапнав во оркестарот,
Најпрво на часот по музичко образование, професорот не праша нас кој има, дали има музичари во класот. И јас, никој не крена рака, јас кренав, имав некој искуство со тарабука дома. И така, со професорот на следниот час понесов тарабука и тој најде потенцијал во мене. Јас не сакав да одам во оркестарот затоа што мислев дека треба да имам музичко училиште завршено, но тој со мојот потенцијал што го виде ме направи подобар музичар. И така кога стапнав во пред портите на оркестарот Симфониум, имаше многу луѓе, многу личности нови во мојот живот што ги запознав и при све дружбата беше најбитна и љубовта кон музиката. Во музиката тогаш сватив дека не е само музика слушање, него треба да има и љубов кон неа. И голема желба. И голема желба. Упорност, така. Ме направи подобар музичар, со што сме свиреле по светски дела од светски композитори, како што се Бетовен, Моцарт, Шопен и други. Исто така имаме свирено и од нашиот кумановски музичар, основоположник на македонската класична музика, Трајко Прокопиев, со Лабин и Дојрана. Како течат подготовките, како се одвиваат пробите, како е да се застане на големата сцена? Пробите се возбудливи, интересни и имаме многу дела што свириме, повеќе треба да навежбаме. Некои дела ни се навежбани и се спремни за настап, а некои се уште треба да ги навежбаме во концертите во иднината што следат. Најверојатно ќе одиме во Турција, како што рече професорот, каде што ќе свириме наша музика, наши дела и се надевам дека ќе биде успешно. Димитар, ти благодарам за гостувањето во нашето студио и ви посакувам големи успеси за во иднина. Уште еднаш благодарам за поканата и имајте пријатна вечер.